Ова утро зборуваме за правилна употреба на клима уредите. За мене, со мене ова утро е Бојана Делединкова Ѓорговска. Бојана, ќе ни кажеш како правилно да ги употребуваме клима уредите, кои верувам во секој дом ги има, а и оние кои што сакаат да си купат клима, како да купат, на што да внимаваат, каде да го постават тој уред. Добро утро. Добро утро. Мало ми е што повторно се дружиме и оваа година на оваа актуелна тема, посебно овие летни месеци како започна преку ноќ, како и секогаш кај нас букнуваат високите температури, тогаш климата и како ни е повеќе од потребна, повеќе би рекла на вистина за да одржи некој удобен комфор и во домовите и на работните места. Она што секогаш препорачуваме кога ќе се почне со летната сезона, односно сезоната на ладење, доколку истиот клима уред не се користел во текот на зимскиот период за грејење, да се направат одредени проверки на самиот клима уред, да се провери да нема потреба на дополнување на фреон, да се исчистат самите филтри на клима уредот, кои што најчесто го прават самите корисници. Нема потреба од нека сервисна екипа да дојде за да го направи тоа. Едноставно се вади од внатрешната единица, се поминуваат низ еден млацна вода, се протресуваат и се оставаат да се исушат самите и да се вратат после тоа во самите клима уреди. Оно што сакам да го нагласам и секоја година го кажуваме е дека заради тенката мрежичка која што имаат самите филтри на внатрешните единици, никако да ги сушат со фен, затоа што и тоа се случувало, па може да се уштеди да се изгори мрежичката. Значи доволно е само да се протресат и да се остават самите на воздух, да се истушат и да се вратат назад во клима уредот. Исто така може да се провери една визуелна проверка да се направи на надворешната единица, затоа што таа е најмногу изложена на надворешни влијанија, за да се види да не има некои листови на собрано, некоја останата нечистотија и слично. Доколку подолго време се користел клима уредот, може да се нафати нечистотија и на внатрешната единица на перките, некои масноти и слично. Доколку се случи тоа, тогаш веќе се препорачува да се викне сервисна екипа, стручни лица кои што би го направиле тоа чистење, затоа што сите тие делови се многу нежни во самата единица и доколку го прават самите, може многу лесно да се скрши и да се направи непосакувана штета на клима уредот. Од кога се направат сите тие проверки кои што ги кажа сега за гледачите, веднаш се пушта на ладење климата или треба прво топло да загре, па не знам, некоја процедура да нема пред да пушта? Веднаш само си го обираат модот кој што им е за ладење и секако си ја потесуваат температурата која што за нив е најкомфорна, што се препорачува во летните месеци, тоа ние знаеме дека сакаме одма да ставиме да не биде многу ладно за да оладиме, но мора да внимаваме да не направиме шок на организмот, посебно кога влегуваме од надвор, кога не знаме околу 35-40 степени, да влезате внатре, температурата да е 20 степени, може навистина да се направи еден шок на организмот. Затоа треба да се внимава да нема некоја многу голема разлика помеѓу температурата што е подесена во самата просторија и таа што е надвор. Не знам, околу 24-25 степени би било најидеално. Честата дилема, верувам, околу клима уредот е околу штедењето. Како да се заштеди, дали доколку излезат, сите работиме еден период, домот е празен, некој сака да остави климата, па кога ќе дојде од работа да биде температурата поладна, но дали треба да се остави клима уредот преку ноќ, сабајле, или да се исклучува па да се уклучува? Знаете како, тоа повеќе би рекла кога е периодот на грејење, односно кога користиме за загревање, секогаш препорачуваме да не се гаси клима уредот, да се остави на температура која што е за нив најоптимална, со цел им да се одржува таа тој топол воздух и таа температура која што ни е нам посакувана и да не мора секој пат кога го пушташ клима уредот одново, таа температура да ја постигнува, затоа што тогаш и најмногу троши. Што се однесува до ладењето, пак тука веќе може да се игри со палење и со гасење, затоа што тој ладен воздух знае некогаш и тој појак проток како има, да ни е малку непријатен, нели?
така што или да се остави да циркулира некој воздух на повисока температура или доколку е постигнато доволно оладен да е просторот, може да се изгаси, зошто да не. Мислам, во секој случај сите овие нови инвертер клима уреди се навистина доста високо енергетски ефикасни, така што и доколку се пали да се гаси во овој период не би било нека голема штета. Да, зборот беше нели дали повеќе ќе се заштеди или ќе се потроши или нема разлика. Нема разлика. Да. Веќе како ќе одлучат граѓаните така. А во однос на трошењето, дали повеќе се троши самиот клима уред доколку постојано работи или треба малку пауза и да одмори или да се исклучи? Значи клима уредот се троши во моментот толку колку што треба да даде снага. Доколку работи постојано, тогаш таа ја одржува температурата на која што е подесен и работи со минимална потрошувачка. Но пак ќе речам, многу е различно од аспект дали се користи во лето и во зима, токму поради тој комфорт кој што луѓето сакаат да го почувствуваат. Многу луѓе знаеме во летно време, некои би сакали да не упалат на долг рок климурет затоа што знае да се почувствуваат малце непријатно в кочањето и слично, но се случува затоа што тој ладен воздух нас не ни е баш природен да го чувствуваме. Така што сепак она што ние препорачуваме, повеќе би рекло дека се тие препораки за во тие зимски месеци кога се користи за грејење отколку за ладење, затоа што да бидеме реални никој нон-стоп не би го уклучил. Навечер најчесто и го гасат или па го стават на некои повисоки температури, чисто колку само да се одржува некоја лагодна температура за спиење. Јас ви благодарам за твоето време, објаснивме како да се употребува климуредот и доколку одлучат да купат, барем ќе знаат со кои информации треба бидат спремни за да ги презентираат пред вас, па заедно да одберете климуред. Благодарам. Мило ми беше на мене. Благодарам.